На 14-тиот поред меѓународен поетски фестивал Замокот на Дуино, што се одржа во Трст, Република Италија, учениците од основното училиште Никола Карев од Кучани повторно се вратија со награда. Станува збор за светска манифестација на која што учествуваат училишта и поединци од целиот свет. Од Македонија учествуваа само две училишта, едно од Гевгелија и основното училиште Никола Карев од Кочани. Овој успех е за одбележување, дополнително што учениците престојуваа таму и беа гости на манифестацијата во дворецот на Дуино во Трст, Република Италија, кога и лично им беше врачено признанието. Ми представува особена чест и задоволство, поради тоа што бевме дел од огромниот спектакл, меѓународен спектакл, значи интернационален фестивал на поезија и творештво, Замокот од Дуино, кој што се одржа во Трст, во Република Италија. Значи, учениците, 6 групи ученици од нашето училиште, конкретно 6 ученици од 8 оделение, учествуваа, се представија со училишен проект. И проектот беше на тема, оваа година се одлучивме да пишуваме на темата Волшебноста на домот, The Magic of the Home. И при тоа, значи, се изготви една збирка песни, една мала книга збирка песни. Секој ученик напише своја песна индивидуална, која што беше напишена на македонски, а потоа и преведена на англиски јазик. Децата се представија со своите песнички, творбички, се представија и ги презентираа на големиот спектакл кој што се одржа во Трст, во Република Италија. И при тоа добивме признание, пехар, и еве може децата сами да кажат како се пријатно бевме, значи пречекани. Ако се знае фактот дека значи бевме рамо до рамо со најврвните имиња, поетски имиња од светот, од светски рамки, значи имаше земји учесници од Кипар, од Аргентина, од Мексико, од Бразил имаше неколку училишта и значи навистина е еден прекрасен спектакл. Учениците задоволни од учеството и од специјалната награда и радосни што имаа можност да отидат во Италија за лично да си ја подигнат наградата. Ова признание за нив представува поттик да пишуваат и творат и понатаму и да создаваат дела за паметење. Јас сум Јована Андова во училиштето Никола Карев и ние сме среќни што отидовме во Италија и бевме многу добро пречекани и ова е голем успех за нас, бидејќи ние сме меѓу двете школи во Македонија кои учествуваат на фестивал. Ние се представивме со песна на тема Мојот дом. Виолета Грчева од основното училиште Никола Карев. Ние сите ученици пишувавме на песничка на тема дом. Како например моја инспирација беше топлото семејство, што со љубовта во домот. Јас сум ученик во училиштето Никола Карев. Се представив со песната Благословената куќа и навистина стигнавме добро искуство таму и ќе сакам да учествуваме уште многу такви надпревари. Јас сум Мартина Пулковска, ученик во основното училиште Никола Карев и на овој фестивал јас се представив со песната Топлината на мојот дом на тема дом. Ова беше големо искуство за нас и голема мотивација и се надевам дека ќе учествуваме уште на многу такви конкурси и надпревари. Јас сум Ана Јорданова, ученик во основното училиште Никола Карев Кочани. Исто така учествував во надпреварот кој се одржи во Италија во Трст. И сакам да кажам дека покрај успехот кој го постигнавме, ние исто така и другарувавме со многу деца од различни држави. Мојата песна се викаше Магијата во нашиот дом. Јас сум Андре Басовски од основното училиште Никола Карев Кочани. Освен што добивме вредни награди, стекнавме многу искуства, договорувавме. Насловот на мојата песна беше Топло огниште. Учениците се представија со изработка на своја поетска книга, составена од песни на македонски и истите преведени на англиски јазик. Патувањето на учениците и менторот во Трст, Република Италија, финансиски беше поддржано од бизнис секторот во Кочани.